на грижа за стари лица. Црвениот крст на градот Скопје секогаш ја одбележува оваа недела со во посебно мото. Мотото е сите сме нивни деца и безброј активности кои што се одвестуваат за возраста кому најмногу е потребно. Зборувам со Елеонора Андонова, таа е координатор во Црвениот крст на градот Скопје. Добро утро. Добро утро и ви благодарам за поканата. Сите сме нивни деца е мотото под кој што се одбележува неделата до утре. Кои се активностите досега кои што се спроведува и што е она што денеска го имате како клучен настан и можда еве како ќе заокружите неделава? Така, во рамките на Црвениот крст на град Скопје веќе 12 години активно се одбележува неделата на грижа за стари лица. Таа е третата недела во ноември. Ние започнавме оваа година малце порано, значи од 17 ноември. Во петокот имавме информативни пунктови на 3 локации на територија на градот Скопје. Тоа е автобуска постојка Зелен пазар, пазар Буњаковец и трговски центар Бисер, каде што лицата во трета доба што минуваа на овие 3 локации може да се измерат бесплатно притисок и шекер и едноставно да им се даде здравствен совет од нашите медицински сестри. Во понеделникот имавме многу интересна активност во 3 дневни центри за стари лица, заедно со Средното училиште Димитар Влахов, каде што нашите корисници добија фризерски и козметички услуги од средношколците од ова училиште. Исто така имавме предавање за правата на старите лица, каде што оваа активност е поддржана преку организацијата UNFPA, каде што старите лица малце подобро се запознаа за нивните права. Исто така, вчера имавме посета на Дом за стари лица Мајка Тереза и денеска официјално значи имаме централен настан, каде што централниот настан е во Дом на култура Кочо Рацин, каде што имаме тука изложба сеќавање од минатото. Ние изминатите 2 месеци нашите корисници ги натеравме да пронедат слика од матура и да ја донесат во дневните центри и буквално за тоа е темата сеќавање од минатото. Они се фотографираа со таа фотографија и денеска изложбата во 18 часот ќе биде во Домот на култура. Колку убаво навраќање ќе биде тоа низ времето, верувам и дека многу емоции ќе биде пред се и кај нив, но и пријателите. Верувам дека веќе си се здружени меѓу себе, дека таа е една и од целите на вашите центри, да не се чувствуваат осамени. Точно. Токму така, значи една од главната цел е значи да се промовира активното и здраво старење, затоа што луѓето кога ќе заминат во пензија не знаат што понатака. Ние за тоа постоиме. Црвениот крст на град Скопје веќе 12 години го имплементира проектот со дневен центар за стари лица и центар за давање помош во домашни услови, каде што исто така целта е унапредување на квалитетен живот, развој и психофизичка состојба на старите лица. Во рамките на Црвениот крст, значи како што ги напоменав, имаме 3 дневни центри за стари лица во Домот за организации, хуманитарни организации Даре Джамбас, во општинска организација Црвен крст Чаир и во општина Сарај. Тука имаме месечна програма на активности каде што лицата во трета доба доаѓаат и се вклучуваат во зависност од нивните активности, каде сакаат да се вклучат. Тоа се чиконг вежби. Тоа сакав да прашам, кои се активностите, што можат да прават? Значи имаме чиконг вежби, тоа се вежби за релаксација на телото и подобрување на енергијата на лицата во трета доба, една физичка активност. Исто така имаме креативни работилници, тоа се рачна изработка на различни ракотворби, имаме сликарска работилница, здравствено-превентивни активности, имаме едукативни предавања, исто така имаме курс по англиски јазик и часови по танцување. Така да имаме многу активности, буквално лицата во трета доба треба да дојдат во дневните центри, да се зачленат и едноставно да се вклучат каде сакаат. Ајде сега подетално може да дојде секој. Така. Значи, може да дојдат секој лице што е во трета доба, пензионер, да дојде во некој од овие 3 дневни центри, каде што нашите одговорни од дневните центри ќе направат еден картон за евиденција и сите услуги, морам да напоменам, дека се бесплатни. Добро, тоа е веројатно едно од главните прашања. Така. Дали е потребно нешто за членување, што им е потребно? Ништо, само волја да дојдат. Да, само волја да дојдат. Добро, имавте малку повеќе, се разбира, секогаш имате во дневните центри можност да поразговарате со нив, но оваа недела имавте малце повеќе можност да поразговарате со нив. Што е тоа што најмногу им е потребно овој период? Што е тоа што од една страна чезнеат како нивна потреба, дали е тоа повеќе дружба, дали се тоа некои поинакви услови за живот? Што е тоа што им треба? Најмногу е потребна дружбата.
дефинитивно дружбата. Они доаѓаат тука за се дружат и да се запознаат нови пријателства и дефинитивно ги има. Така да дружбата е дефинитивно најпотребна за нив и секако оној здравствен превентивен дел ние што го даваме. Значи мерење на притисок, шекер, здравствени совети од страна на нашите медицински сестри. Зборувавме пред кога се подготвувавме за разговорот, дневните центри како пензионерите, како зачленети веќе, како еден дел од тие дневни центри кои што ги имате за грижа за стари лица, дали тие можат да се јават кога ќе имаат потреба од нешто и конкретно за што може да побарат од вас помош? Така, значи слободно може да не контактираат. Покрај дневните центри, значи имаме и втор дел од социјалниот сервис, значи тоа е домашна посета. Тоа подразбира 5 медицински сестри и 5 волонтери на територија на град Скопје посетуваат стари изнемоштени лица во нивните домови доколку имаат потреба. Значи, медицинските сестри се задолжени за здравствениот превентивен дел, односно мерење на притисок, мерење на шекер во нивниот дом и исто така здравствени совети. Доколку медицинската сестра увиди дека крвниот притисок во континуитет е висок, тогаш го советува старото лице дека треба да го контактира матичниот лекар. Волонтерите пак се задолжени за пазарување, за плаќање на сметки, за социјализација, да си испијат едно заедничко кафе, така да буквално секој што има потреба може да не контактира. Благодарам за гостувањето. Благодарам што бевте тука и издвоивте, се разбира, време. Можем уште еднашка да напоменеме денеска во колку часот и каде е централното одбележување на неделата. Еве да ги поканеме сите оние кои што сака да бидат дел од вас, да и да присуствуваат и да се зачленат можеби вечерот. Така. Значи сите заинтересирани може да дојдат во Домот на култура Кочо Рацин, поранешно Дом на градежници, од 18 часот е изложбата, така да ги очекуваме. Благодарам. Благодарам на вас.